Самовили. Еднаш си живееше една вдовица која имаше две ќерки. Постарата толку личеше на неа во карактерот и во лицето, што оној што ќе ја видеше мислеше дека ја гледа мајката. Обете беа толку непријатни и толку дигноглави, што човек не можеше да живее со нив. Помладата, која беше вистинска слика на татка си со својата кроткост и честност, беше една од најубавите девојки што ги видел некој кога и да е. Бидејќи човек според својата природа секогаш го сака она што личи на него, мајката безумно ја сакаше својата постара ќерка, а истовремено пројавуваше страшна нетрпеливост кон помладата. Ја тераше да јаде во кујната и постојано да работи. Покрај другото, кутрата девојка мораше 2 пати дневно да оди на изворот, што се наоѓаше повеќе од половина милја од куќата, и да носи голема стомна вода. Еден ден, кога беше на изворот, дојде една сиромашна жена и ја замоли да й даде вода. "Веднаш, мајко," рече убавата девојка. Веднаш ја исплакна стомната, наполни вода на љубавото место на изворот и ја подаде, придружувајќи ја стомната за да пие полесно. Откако се напи, добрата жена й рече: "Толку си убава, добра и чесна, што морам да те надарам." Таа беше Самовила која се имаше преправено во сиромашна селска жена, за да види колкава е честноста на таа девојка. "Ти давам дарба," продолжи Самовилата, "при секој збор што ќе го изговориш од устата, да ти излегува по еден цвет или по еден скапоцен камен." Кога девојката стигна дома, мајка й почна да ја кара затоа што се вратила доцна од изворот. "Прости ми, мајко, што се задржав толку долго," рече кутрата девојка. А додека ги изговараше тие зборови, од устата излегоа 2 ружи, 2 бисера и 2 големи дијаманта. "Што е тоа?" рече вчудоневидено мајката. "Ми се чини дека од устата излегуваат бисери и дијаманти. Од каде ти е тоа, ќерко моја?" Тогаш првпат ја нарече своја ќерка. Кутрата девојка наивно и раскаже се што и се случи, а од устата и излегоа безброј дијаманти. "Навистина," рече мајката, "треба да ја пратам таму ќерка ми. Фаншона, гледај што излегува од устата на сестра ти кога зборува. Зар не би сакала и ти да имаш таква дарба? Треба само да отидеш по вода на изворот и кога една сиромашна жена ќе ти побара вода, пристојно да й дадеш да се напија." "Како да не, ќе одам на изворот," одговори грубата девојка. "Ти наредувам да одиш и тоа веднаш," рече мајката. Таа тргна, но непрестајно мрмореше. Го зеде најубавиот сребрен бокал што го имаа во куќата. Туку што стигна кај изворот, виде една прекрасно облечена госпоѓа што излезе од шумата и ја замоли да й даде вода. Тоа беше истата Самовила што и се појави на сестра ѝ, но сега беше преправена во принцеза, за да види колкава е нечестноста на таа девојка. "Зар дојдов овде за да ти дадам вода тебе?" и рече дигноглавата грубијанка. "Па да, донесов сребрен бокал, специјално за да й дадам вода на господјата. Впрочем, напи се ако сакаш." "Не си воопшто љубезна," рече Самовилата без да се налоти. "Па добро, штом си толку неуслужна, те надарувам при секој збор што ќе го изговориш од устата, да ти излегува по една змија или жаба." Штом ја виде мајка и викна: "Што има, ќерко моја? Што има, мајко моја?" Одговори грубијанката, испуштајќи од устата 2 змии и 2 жаби. "Господи," извика мајката, "што гледам? Сестра ти е виновна за тоа, но ќе ми плати убаво." И веднаш отрча да ја тепа. Кутрата девојка избега и се скри во блиската шума. Кралскиот син, кој се враќаше од лов,
ја сретна и кога виде колку е убава, ја праша што прави таму сама и зошто плаче. Ах, господине, мајка ми ме истера од дома. Кралскиот син виде како од устата излегоа 5-6 бисери и исто толку дијаманти и ја замоли да му каже од каде е тоа. Таа му раскажа се што доживеа. Кралскиот син се влюби во неа и, сметајќи дека една таква дарба вреди повеќе од сиот мирас што би можел да го добие ако се ожени за некоја друга, ја одведе во палатата на татка си и се ожени за неа. А сестра ѝ стана толку омразена што мајка ја истера од дома и несреќницата, откако долго луташе без да најде никој што ќе сака да ја прими, отида да умре во една шума.